Радовиш е мало место, личе на Лондон, во него 300 чуда, чак и ловен дом. Од тие 300 чуда воодушевуваат барем 3. Градчето кое е убаво и топло, ќе ве застане на радовишка серенада и ќе ве нагости со радовишки самун и татлии. Тајната состојка е белото злато од росните падини на Плачковица и Малешевскиот венец. Млекото. Тоа е кајмакот на овој регион. Перспективата на оваа успешна приказна е во визиите сите овие вкусови во еден бренд да стигнат што подалеку, да ја освојат Европа и да го пробијат патот на нашето автохтоно млеко, во кое е собрана есенцијата на регионот. Второто чудо се растурените пейзажи во кои набрекнале градите на природата, оросени и обоени во пролет. А третото е медитативната природа околу езерото кое човекот го заградил меѓу планините. Во него се мантраат позитивните мисли заедно со брановите од ветрецот кој свири место кавал. Овој пат муза ни е водата. А до неа стигнуваме со приказната на Јордан Митев, раскажана низ песна, сеќавања и визии. Брзаме по полека, со конјските сили впрегнати во роутов патување. Камел трофи Радовиш вија Мантово, во кој главен ас е нашиот Мастрав Муабет. Ова ли е центарот на градот? Таа е тај центар, разбираш. Да. Мал центар, меѓутоа така, симпатично, убаво среден. Бакингем каде е? Нема Бакингем Палас, а? Тука е малата црквичка посветена на заштитникот на Радовиш, Свети Спас Радовишки. Мирничко. Прилично. Мирничко. Раздвижено или мирно? Па, и мирно и раздвижено. Од се по нешто. Кафичи и кафани не работат. Да, овој период не работат. Таман ќе ме прошеташ, инаку знае зашто? Ќе треба да се поздравуваш овде со цела чаршија. Проблем ќе нема да се доснимиме. Ке нема да се доснимиме од ваму здраво, таму здраво, ти да 3 сата не сме снимиле ништо, после ќе треба и да спиеме во Радовиш. Да, па имам доста подршка од многу голем број публика овде од Радовиш. Последен пат настапував на манифестацијата Самунен Татлија. Мислам дека беше пред 4 години и овде беше, што да кажам, полно народ. Тогаш настапивме заедно со Шабан Шаулич, и јас бев пред него, со 2 сати програм, после тоа имаше 1 сат концерт. Така да може да кажам дека имам доста голема подршка од домашната публика. Секогаш не идувам на позитивни реакции. И радовишката, и македонската. Да, апсолутно. За македонската веќе да не мислам да не правиме муаве. Да. Можам да кажам дека мојата песна успеа да допре до, да речеме, до сите
Каде заврши да музичко? Музичко Имаш и во Радовиш? има во Радовиш, Но и во значи, Штип. освен основното училиште што е за секој дете, значи јас 2 пати неделно доаѓав овде во Радовиш, уште на моја 7-8 годишна возраст, од селото патував 2 пати дали со автобус, дали со комбе, не знам како беше тоа беше, такви беа времињата. 2 пати во неделата, значи посетував ниже музичко училиште овде во Радовиш. И тоа беше 7 години, така нешто. Во кој инструмент прво се заљуби? Прво беше хармониката. После ќе испеене на песни со хармоника. И ќе отсвириш така? Секако, секако. Нема бегање денеска, мора. Да. А средното го заврши во седмо музичко во Штип. И секако факултетот после има регистратура во главната наша централа Скопје. И како прават сега до таму, па после назад? До таму, па после Урикас. Назачки ќе одиме. Па смениш гардеробата, па ти изгледа нешто ново. Познати ми се да не поминаа од прегеска. Има неколку барови и во на долниот дел од градот. Тоа го викаат Downtown. Некако така малку почнаа со по англоамерички изрази. И доста голем број од младите, значи, наместо да видат овде во центарот, значи ти одат некаде таму кај булеварот. Од даунтауно? Да. Така нешто дојде тренд и велат дека градот се префрли во центарот, дошол некаде на долниот дел. Таму. Добро, малце да се растереди, па ако дојдат многу луѓе овдека, Ќе стане голема гужва. па како не? Ќе не може да се размине. Бога ми. Да. Ќе идеме после на пресоблекување. За мене Ќе треба да завртиме уште 2-3 круга овдека. Да. Во Радовиш ако живееш ќе ти викаат на се трајче трајка. Трајка. Види трајка. Трајката. Види трајка. Се соочив така со ни проблеми кои што се не се баш убави, но ето испливувам полека. Се одморив доста, имав простор да се стабилизирам, целата таа прашина која што се креваше околу мене, малку да се стиши, да видам кај сум, што сум, да си ја видам фамилијата, да размислам за многу да си ги видам пријателите, пошто знаете кога функционирате, кога сте цело време во машина, не можете да ги видите баш бистро работите. Тогаш водата е многу матна и сега се чини така. Некои работи кои што можеби мислите дека се такви или некои луѓе дека се такви, но во суштина после излегуваат сосема други работи. Создадов неколку песни, неколку проекти. Последен беше песната Татко. Таа песна ми е наменска песна, значи по специјална нарачка на еден човек кој што реално тоа му се случи во животот. И јас тоа успеав да го преточам во една убава песна, која што е, не е многу за веселење. Песната е доста емотивна, доста тажна, но и тие моменти се дел од животот. Дел од животот, кој што мислам дека никој не може да го заобиколи тој момент, кога тогаш сите ќе се соочиме со тоа. Секој го доживува на различен начин, но убаво е да остане една песна посветена на таткото. Ние во нашата традиција пееме секоја за мајката, за таткото се многу ретки темите, дури да нема да не се опева таткото. Така да добро е што еве и таткото го на некој начин спомнавме во песна која што ќе остане забележена во македонската музика. Така да коментарите се одлични, значи ќе дојде време кој што можеби дел од моите песни кои што сега не се толку експонирани, знам дека ќе им дојде вистинското време кога ќе дојдат во вистинско светло. Еден од вработените излезе и вика: "Знаеш ли која ти е најубава песна?" Викам: "Не знам. Само тебе јас те сакам." Може човекот да заљубе. Да. Така да кој како си се чувствува така и си ја прифаќа песните. Јас имам песни со секакви содржини, од патриотски, од љубовни, песни посветени на за родниот крај, многу песни посветени за жената, за женскиот пол мислам. Така да освен за жената, нели? Па и за сопругата мора да има. Сигурно има некоја песна посветена за неа. Да, секако. Нормално. И така да доста песни кои што верувам ќе си го најдат својот пат. Кажи ми, се спортува како млад? Додека бев мала дигресија да направиме на разговорот. Морам да бидам искрен дека се улежи. Целиот мој свет беше музика, учење, вежбање многу со сати, со денови, секој ден. И бидејќи знаете, за да добиете нешто во животот, мора од нешто да се откажете. Тие двете работи не одат заедно. Јас
како тинејџер се откажав од доста работи кои што беа карактеристични за и се типични за еден млад човек на тие години, но буквално јас поголем процент од моето време го потроши во На тоа што го сакаш? На тоа што го сакам, да. Што некогаш, можеби ми е и криво, бидејќи тие години не се враќаат, но јас се потрадив после од кога го добив тоа што го сакам и кога го постигнав тоа што го сакам, да тоа го надокнадам. Да на некој начин не си ги ускратам било што да посакам, значи тоа го правам, дали патување, дали овде, дали надвор. Едноставно ќе си кажам, Јордан, ова го заслужи, вложи многу, ова го заслужи, ова се треба да си го дозволиш и го правам тоа. Бидејќи животот не е само работа, нели? И треба и да се живее. Така да, но додека да се постигне нешто, човек мора да се откаже од нешто. Значи ова е порака до сите кои што сакаат, сите кои што се талентирани. Без работа и труд не можеш да постигнеш никаков успех. Нема шанси. Значи мора да се вложи многу труд, многу работа, бидејќи само кога човек е добро поткован со знаење, не може ништо да го сруши. Не знам каков систем, не знам какви луѓе, не знам каква злоба, не знам што. Само доколку знаете и доколку сте сигурни во себе. Доколку не знаете, тогаш човек ќе бара вакви извинувања, онакви, ќе се подпира на се, само не на себе. А јас никогаш не сум се подпирал на никој, само на себе. Ја дека вака те гледам, силен си, мислев на борење да не си одел. Не, таква ми е. Радовиш е таков град на борењето, пиливанство, знам дека имало на времето. Да. Не, таква ми е природната градба, иако многу физички, иако многу мислат, викат да не вежбаш ништо. Па така се гледа, така и делува. Не вежбам ништо, а замисли да вежбам, викам. Не, тоа е од хармониката веројатно. Да, најверојатно. Значи кога ќе отвори, ќе ја скине. Да. Радовиш е познат по борењето и не само што е познат, него во 96-та година, јас тогаш сум бил 10 години, но уште ни се, да речеме, свеи сеќавањата, беше светски и европски шампион во борење. Да, се сеќавам, јас сум бил дете, ние сме иста генерација, да речем. Така да јас се сеќавам на тоа и затоа и го спомнав Радовиш, прво што ќе ми текнат спорт за Радовиш е борење, значи. Да. Во тој спорт овде доста истакнати личности, значи доста инвестираа, беа доста посветени на тоа и навистина се покажа голем резултат. Да, околу тој спорт. Ова е центарот на градот. Има ли некое друго место кај што ќе ме прошеташ да видиме рекичка, езерце, природа, да завртиме некое крупче да видиме? Да. Имаме джипиште. Имаме убаво джипиште, да. Огромен, голем, за мерак. Го возам, меѓутоа полека со секоја нова уличка почнува да легнува. Да не се качиме горе на крстот, разбираш. Па може да се качиме, проблем ли е? Може да отидеме, кога сме веќе со ова одлично возило, јас мислам дека треба да отидеме и до Мантово. Добро, Мантово е езеро, Вештачко езеро, кој што веќе преминува и во туристичка атракција. Многу луѓе таму веќе градат своји вили, да не речам, тоа станува како населба. И мислам дека интересно е тоа да го видиме и да го покажеме во вашата емисија. Да не носиш трски и ти? Трски, за ловење. Јас сум доста, пак ќе кажам, ова втор пат го потенцирам. Доста сум темпераментен и не можам јас да фрлам и да чекам. Јас сакам кога ќе фрлам право одма да фатам и да си одам. Поможува си да е испржена. И да е испржена. Добра, ајде да се прошетаме да видиме какви убавини има Радовиш и Радовичката околина. Може. Абе види, кој имаш умилен пејач, тоа пејачот дава енергија, се постае пријателски, ако знае да прави муавет како што знае он да разговара, онда немаш промашен. Овде имам јадено. Амбасадор, да. Ова ловното не беше? Тоа беше ловното, да. Тоа е тоа. Прима? Прима, да. За четврта го папна или втора? Трета. Добар е, браво.
Париз Дакар, во Радовиш. По грбот на висорамнината, која како сложувалка ги нанижала полињата и нивите со тутун, жито, бостан, лозие, сливи, праски, облаци од бели стада и кусурот од тие 300 чуда од поговорката, патот води кон езерото Мантово. До таму, овој јорган од природни убавини е ограден од цртовите на Серта или Конечка планина, која го дели од повардарието на запад и југ и нискоридестиот Смрдежник, кој го дели од Радовишко-Струмичката котлина на исток. Интересни имиња за анализа, особено за ваков рудоносен крај. Сета оваа убавина била жедна за езеро, кое го наполнила реката Крива Лакавица во 1978 година и со тоа ја збогатила со уште еден корисен украс – општината Конче. Мантовското езеро е старо нов потенцијал за туризам, покрај првичната функција да го наводнува Радовишкото поле, обезбедувајќи вода и за рудникот Бучим. Мантово може и заслужува да биде домашна атракција, доколку се осврнеме на нашите вредности кои се со намера да не задржат дома. Езерото, освен што блеска како сребро среде кањонот кој се шири во езерската пукнатина, црцори од птичјите хорови кои се гласот на неговата природа, а под среброто на брановите се крие едно големо семејство од рибниот фонд – краб, сом, караш, костреш, клен, плашица, скобуст, црвеноперка и лињак. Меѓу сенките и сонцето, овде се избалансирала клима од 24 степени Целзиусови, идеална за капење, водени спортови, риболов и алпинизам. Новата туристичка населба со викендици, трим патеки и спортски терени, како дел од приказната за влашкото културно наследство, си ги доби и влашките колиби во чест на местото низ кое поминувале и престојувале овие номади. Убавината на номадскиот живот е во освојувањето на патот пред себе. И ние сме дел од нив, грабајки ги најубавите простори од нашата убава земја, која не чека. Кавалот на Јордан е замена за ветрот кој ги диригира брановите. И тие застанаа, смирени од песната, во знак на внимание. Мајсторе, го прошетавме Радовиш. Да. Црквата ја видовме. Чаршијата ја видовме, даунтаунот не го видовме. Да. Разбираш? Даунтаун само го поминавме. Само го поминавме. Само го поминавме, ама не го потенциравме. Ево овде се познатите порадовишки влашки колиби, кои се направени во чест на власи кои што не знам пред колку време тие биле присутни овде. Затоа ли се мали? Затоа се мали. Така да овде општина Конче, јас од таа општина имав посветена една песна на таа општина, нарачено не знам колку години беше, некаде почетокот на мојата кариера да напишем една песна за Конче, кој што го спомнувам Мантово, ја спомнувам Серта, планината. И видео имам снимано за истата песна. Во Конче има така, освен наше македонско православно население, има така исто доста и турско население, што е доста карактеристично за тоа место, и баш и во песната спомнувам
Бајрам или Великден, секој вели за Арно некае, како тие две култури живеат со векови заедно, без никакви проблеми. Така и ја гледам, сте донесли многу интересно килимче кој што баш потсеќа на оваа наша шарена територија. Атмосфера ми е таман како за кавал. Ти си виртуоз на кавал. Баш за кавал, да. Таму видовме едно големо стадо овци, така да ако отидеме и кај овците ќе биде 100% оригинално. Бога ми, ајде да чуеме. Може да отсвиреме нешто на кавал, да. Ја фати. Тебе биде? Ќе те биде како талентирано дете. Кавал го свирам од некаде од 14-15 годишна возраст, кога се запишав в средно музичко училиште во Штип и тогаш се воведува македонските народни инструменти како дел од образовниот систем и сакав да учам соло пеење, хармоника, но некако ме влече и македонските народни инструменти. Во контакт со во разговор со професорот реков дај да пробам кавал да видам како ќе ми легна, до тогаш нема свирено воопшто. И само што зедов во рака, немаше ни еден ден кај што јас од тоа што свирам хармоника, значи мелодиите ми се во главата, прстот работи, прстите работат и некако како да се чувствува како да имам свирено некогаш, како да тоа е дел од мене. И за многу кратко време јас го на некој начин совладав тој инструмент, покасно и другите македонски народни инструменти. Ние не го поминавме Радовиш до крај. Сега го видовме Мантово, зирнавме околината на Радовиш, ништо од борењето. Борењето ништо не можеме, треба да најдеме пеливани за да ги пробаме. Ако не, ние да се збореме тука па да не, ќе ме победиш појакси од мене, а затоа ми се дека тренираш, вака делува спремен. Да. Одиме да се прошетаме, Може, има уште неколку места, да. Може и за Париз Дакар. Париз Дакар Радовиш. Може со вас? Улевај. Душата ти цутела, дали искрено си љубела? Сега признај ми, право в очи кажи ми, дали памтиш ноќи поврели?
Да знаеш дека вака ќе ни се погоди времето денеска, ќе си земе и купање, да ти кажам искрено. Па тоа е. Сонце, Према луѓето, лепота. према луѓето Не знам и дали е времето. до градот, ама ни се погоди време. И до луѓето, и до градот, и до поднебјето. Некако се навикнав со мастрав да снимам на снег, на ладно, одеднаш ми дојде многу топло. Ефтен топол град Радовиш. Да. Па имаме одлична клима. Така, поготово сега е период кога еден од најубавите периоди во годината. Април, мај, така да. Ние не сме на плажа, ама сме во прекрасниот хотел Diamond. Да. Поуживаме. Ќе си помуабетиме уште малце. Да. Уште многу работи ни остана недокажани, нераскажани. Па да, па и да оставиме нешто и за друг пат, да не кажеме се наеднаш. Има уште многу. Ајде да почнеме. Вака. Да. Прво прашање. Од каде 80.000 фанови на Facebook? Значи ти си еден од најпопуларните македонски пејачи на социјалните медиуми. Како успеа да се направи таа бројка? Значи, имаш поголем број на фанови од политичарите. Па добро сега. Тоа најверојатно кажува дека публиката препознава тоа што е квалитет. Медиумите пуштаат толку колку што пуштаат музика, меѓутоа на социјалните мрежи денес секој човек има медиум во својот джеб со телефонот, така да преку социјалните мрежи можат да бидат индиректно во контакт со мене. Јас сум човек кој што се труди на секого да одговори, на секого да му посвети внимание. И дури и на мене ти пуштив една песна, ми рече здраво, супер, топ, се гледаме утре. Да. Така да тоа е само резултат на работата и на квалитетот, на ништо друго. Не, интересно ми беше, знаеш зашто? Зашто пишувам Јордан Митев, ми скача Јордан Митев 1, Јордан Митев 2, Јордан Митев 3, Јордан Митев 4, Јордан Митев 5, Јордан Митев Пејч. И сите се преполни. Па нели овие што се стандардните Facebook профили, мислам дека до 5000 се. До само 5000 за да, и тие ми се уште од почетокот кога тоа почна да биде така атрактивно. И стигнав до 4 и викам чекај, јас вака ако продолжам треба. Тогаш ја активирав фан страната, па еве сега повеќе давам внимание на фан страната, овие се профилите исто така активни, некој не сакам да ги деактивирам, така да паралелно стави се една табличка на кавер. Кликнете лайк на страната. Да. Колку е тешко да го следиш цело тоа темпо, бидејќи треба сам го работиш? Сам, да. Сам ги тераш сите работи, YouTube и Facebook и Instagram. Да. Па за мене тоа не е нешто кој знае колку голема работа. Иако кој ќе ги стави сите работи на едно место, тоа се многу работи да ги завршува сам човек. Но јас сум човек кој што може да мисли истовремено на повеќе работи и да работи истовремено повеќе работи, така да не е проблем. Со левата рака компонирам, со десната. Со десната се договарам за. Се договарам нешто друго, мислам. Концерти, нови песни и така натаму. Да, па некако така сум скроен. Го погледнав YouTube. Да. 7 милиона. 2 милиона. 3 милиона. 4 милиона. Дали си свесен колку си популарен? Па искрен да бидам, јас не се доживувам лично како нешто, не знам. И 50.000 сабскрајбери. Да. Претплатници. Јас сум човек кој што потекна од едно многу обично семејство. 20 години ги поминав како еден обичен, најобичен граѓанин со најминимални барања во животот. И што и да направам јас сега, колку и да успеам и што и да бидам, значи мене тоа не може да ме измести. Значи јас себе се доживувам како обичен човек. Дали некој работи во ресторан, дали некој работи на бензинска пумпа, дали вие со вашата работа, дали камерманите, јас само си ја работам мојата работа и не си доживувам себе како не знам сега популарен, па нешто не треба да разговара со, не треба таму до, не треба нешто. Мене може да ме видите секаде, може да ме видите на пазар, може да ме видите таму, може да ме видите повлечки некаде. Не знам како да ви кажам. Иако, нели, кога ќе ги погледнете моите видеа, пошто ги правам така да бидат поексклузивни, затоа што сметам дека така треба да биде професионално, тие оставаат една друга слика за мене. Така по мојата физиономија често пати сум и по природа прилично во приватниот живот така малку да речем можеби некој сериозен и тоа остава некој друг впечаток. Но себе си јас се доживувам како многу едноставен човек кој што нема е проблем да прави било што прави еден најобичен човек, тоа што го прават моите родители, значи најобични луѓе кои што потекнуваат од едно село и така да сите тие бројки само се за мене награда за тоа што јас го правам.
а тоа не ме менува мене како човек и како личност и не сметам дека треба нешто да претерувам во одредени, да се издвојувам од другите, да речам ова не е за мене, ова е јас сум нешто ова она. Значи најобичен човек. А дали тој најобичен човек има некои несекојдневни ситуации, например, имаш еден куп настапи, свирки, настапи на свадби и така натаму, можеш ли да издвоиш некоја интересна случка што се случила? Настапуваш од Канада до Австралија, мора да има некоја ситуација. Па имало многу. Вистина, јас кога ќе кажав на некој работа многу, може не знам и дали ми веруваат дека стварно работев многу пред короната, а на вистина, значи кај мене се случувало, моите настапи се доста не сум јас човек пејач кој што ќе испее 5 песни и седнува и после прави пауза од 1 сат. Значи јас кога ќе почнам завршувам на крајот. И се случува пример кога јас имам во сезоната настапи врзани еден за друг, да во денот јас имам активно пеење од 10 часа. На различни локации во Македонија, пример. Денес може преку ден да настапам во Охрид, од таму влегувам во колата, брат ми, тој е единствениот кој што ми помага. Околу одредени работи, влегуваме во кола и ме вози пример за Струмица во исти ден. Јас сум настапувал во Австралија, денски настапувам во Мелбурн, се качувам во авион, летам 3 сати и вечер настапувам во Перт, кој што Перт е 3 часа назад од Мелбурн. И на некој начин толку колку што ми е летот, јас пак стигнувам на време таму. Да. Значи такви некои работи сум имало такви денови. Сум настапувал во Македонија денски во Виница, вечер во Девар. И тоа биле едно така некој ненормално темпо, кое што често пати и од толку турбуленции, толку брзање, човек не се ни сеќава што се случува. Знаете, тоа се одвива многу брзо. Па закажани снимање, па ова, па она. Значи, бидејќи немам јас човек кој што мене секи ми сервира, јас само треба да се појавам таму. Тогаш е некако другачие, но кога ќе треба се од вас да зависи, кога треба вие се да договорите, се да испланирате, снимањата на спотовите, веќе земам примерен спот кој се снима кај мене, мора се да биде договорено од мене, да на камерманот да му кажам кај треба да снима, што да снима, па седнувам на монтажа, дајте ми го овој кадар, не тука овој треба да се скрати, таму има се гледа, не знам, некој буре, тоа буре не треба да се гледа тука до тука. Значи, буквално секој детал треба да биде процесиран од мене и тоа често мене не ми, бидејќи се одвива многу брзо, не можам сите работи да ги памтам што се било, затоа што се случува многу брзо. Знаеш што? Не засвиревме ни еднаш. Засвиревме, само не засвиревме на хармониката. Хармониката е твојот главен инструмент. Ние засвиревме на кавал. Хармониката е спремна во секој момент. Ајде, може да чуеме некоја песна. Како Ти не ми може? изненадиш, така? Апсолутно. Ај стани, мора да Aj stani, konja mi spremaj. Aj stani, konja mi spremaj. Konja mi spremaj, lele, mlada nevesto. Konja mi spremaj, na put te odam. Konja mi spremaj, na put te odam. Na put te odam, lele, mlada nevesto. Na put te odam, gora zelena. Na put te odam, gora zelena. Gora zelena, lele, mlada nevesto. Gora zelena, borna pareseća. Gora zelena, borna pareseća. Па нема поубаво од ова. Нема цена. Одиме сега со наздрави за љубов, наздрави за среќа. Таа ти е омилена или таа е најбарана? Па во последно време доста барана, гледам и од продуцентот е барана кај вас, продуцентката. Поздрав до Лиле. До Лиле, да. Ајде да Ајде. затераме, да ја И да затераме. наздравиме. Така. Така.
Знам одма кој е. Ако грб ти сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се, избриши ги созите, кога иде крај насе, немаш сили повеќе, и тогаш не заборави, иден добри денови. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Па да ги подврата ръкавите. И сега во Радовиш не може да дојдете да не ја испееме оваа песна. Ај што ме рак имам, бамо, ај што ме рак имам, ај што ме рак имам, бамо, железар да бидам. Ај што ме рак имам, бамо, железар да бидам. Железар да бидам, бамо, железар да бидам. Железар да бидам, бамо, раклишкото жаде. Железар да бидам, бамо, раклишкото жаде. Па да си ги гледам, бамо, па да си ги гледам, па да си ги гледам, бамо, раклишките моми. Па да си ги гледам, бамо, раклишките моми. Раклишките моми, бамо, раклишките моми. Раклишките моми, бамо, сите убавици. Раклишките моми, бамо, сите убавици. Благодарам. Тапанарда не ти треба, кој ќе имаш Па настап. сега сакам да ти кажам, може Од да прејаска се може нуда. да те земам група. Може, нема. Тапан, таравука, дајре нешто. После да се договориме за хонорарот, само Ке се договориме, лесно. важи. Секоја чест. Секоја чест. Па добро, да, благодарам. Секогаш може подобро. Секојаш може подобро, цело време си скромен. Едно прашање го забореј. Значи, Спомна дека на пазар си работа. Железар ли си бил или нешто друго имаш работа? не сум бил железар. Железар обично ме прашуваат, Јоран, што е тоа железар во песната? Тоа е така мајстор, човек што работи со железо, со мајсторија. Затоа и во песната е кажано железар да бидам, да работам на џадето, да ги гледам момите. Бидејќи потекнувам од земјоделска фамилија, значи имаме работено земјоделие. Се што опфаќа ова подневје, најмногу тутун, пипер, бостан. Тоа го имам работено како дете, па и дел од тинеџерските години. И ја остави хармониката, а ја таман ги завратив ракавите, се опушти и викам сега тераме на концерт. Ја ти кажа прескат кога бевме во Манто,
Де само една, а знам дека не е таа една. Таа една песна трае 1 сат. Две пред камера, две позади камера. После завршување на емисија уште една, две, отиде денот. Да. После ќе треба да напишеш нека нова песна, нова композиција. Да. Радовиш е место кое што е мултикултурно. Но има, колку е таа мултикултура, има и разноврсна храна, прекрасна храна и специјалитети. Дали готвиш или не? И што сакаш да си приготвиш? Ние сега овдека имаме што? Да, овде имаме традиционално, значи познатиот радовишки самун. Самун? Ова е самун? Не е пастрамајлија, така? Да, не, тоа е самун, во Штип е пастрамајлија. Кај нас е самун. И кој има подобро, радовишаните или штипјаните? Па тоа е дилема, дилема. Да, не е решена. Меѓутоа, нели по природа секој си го фали своето, ние викаме нашето е добро, Штипјани викат нивното е добро. Јас би рекол и двете се добри. Зависи кај ја јадеш и со кого ја јадеш. Така е, со добро друштво нема лоша храна, тоа е вистина. Да. А ова другото е исто некое сладко, ќе видиме по. Тоа е татлија. Тоа е татлија, исто, значи наше познато радовишко благо. И по тоа е манифестацијата што беше во Радовиш, самунен татлија. Така да вака изгледа многу едноставно, но навистина многу вкусно, поготоа ако се јаде ова во вистинска доба од годината, да речеме зимно време, па и овој период е навистина перфектно. Мислам може да пробате. Самунот ќе го пробаме, јас знам дека иде добро со црвено вино, на сите им препорачуваме се земате на вранец од Сковени да се уживаат со самунот радовишки, а за татлијата ќе видиме понатаму. Татлијата на крајот, обично на таа оде во 90 минути. Таа е за сиктер, така? Во 90 минути. Да. Колку имиджот е важен за еден пејач? Уметник е голем поим. За да бидете уметник треба да исполнувате многу параметри. Не е доволен само гласот. Значи човек во денешно време прво треба да биде образован. Треба да биде и tekako музички талентиран. Треба да вложува многу во себе. Кога мислам да вложува многу во себе, тоа е да создава квалитетна музика, да создава квалитетни видеа, да вложува во својот имидж, како што во ресторанот не е доволно само да биде храната добра. Значи мора собственикот на ресторанот да ни направи убав амбиент, како што е овде, да стави убава маса, убави столови, убави плочки, убав парк. Така и со пејачот. Значи, освен музиката, се е важно, апсолутно се. До неговото како човек се понаша према луѓето, во јавноста, што ќе каже, што нема да каже, се е апсолутно важно. Нема ништо неважно. Јас би сакал кога сме кај имиджот да ги поздравам амбицијани, тие се грижат за мојот изглед. Голем поздрав до Жорж и до неговата екипа од прекрасни девојки. Секогаш имаат одлични решенија. Ти изгледаш како филмска звезда. А кога сме кај филмски звезди, дали гледаш филмови? Гледам филмови доста, поготово сега оваа последнава година, значи, има време за гледање колку сакаш. Едва чекам на Netflix да стават некој интересен филм. Изгледав доста филмови, ги сакам. Серијали гледаш или играни филмови? Па повеќе играни филмови. Серијали ретко. Кој филм ти е омилен? Ги има доста, меѓутоа филм кој што го имам гледано минимум 10 пати, тоа е Гладиатор. You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! You will remove your helmet and tell me your name. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Со Расел Кроу, исто и неговите филмови, не само Гладиатор, сите кои што ги работи, значи еден голем артист, еден голем глумец, не само глумец, него и музичар. Ги сакам филмовите на Роберт Де Ниро, на Дензел Вашингтон, на Том Круз. Значи сакам добри филмови и сакам филмови кои што се правени на вистинска приказна. Сакам ми инспирираат такви некои ликови кои што биле ништо, а направиле нешто во животот или нешто направиле што не може да го направи, да речеме, секој.
и тоа обично така некој знае да ми го разгори огнот. Тебе вистинските приказни те инспирираат за создавање на песни, така? Да, па мислам дека тие се што е во се што има реалност, тоа може да го почувствува и обичниот човек, да се пронајде во тоа. Се што нема реалност, мада има филмови кои што се нереални, па се убави, например Аватар е многу убав филм, кој што е нереален, но е многу интересен, барем за мен. Така да, но сепак тоа што е блиско до човековата душа, до човековата психа, до човековата психологија, мислам дека секогаш наидува на најголем прием кај публиката. Кој е, дали имаш твој рол модел, твој омилен пејач или композитор кој ти бил водилка во животот за да станеш тоа што си сега? Првото CD кој што го купив кога се запишав в Средно музичко училиште, иако немав кај да го слушам тоа CD, една година ми стоеше во фиоката. Сите со касетофоните и CD? Да, не, сите почнаа веќе да излегуваат CD-ња, да купуваат луѓето од CD плеери, но јас не можевме да си дозволиме. И една година во фиока ми стоеше CD-то од Енрике Иглесиас. Прво CD што го купив. И кога почнав, значи, Средно музичко и факултет, преслушав многу музика. Од забавна, од наравна, од джез, од класика, од што се не слушав, од Рей Чарлс, значи се што можеше, што беше музика, јас сакав да помине преку моето уво. Слушалките ми беа ставени секоја вечер. И буквално јас не јадев да заштедам пари за да си купам CD. Секогаш ме инспирираат големите ликови. Пример, големите професионалци. За мене голем професионалец е пример еден Здравко Чолич. За мене голем професионалец е еден Желко Јоксимовиќ. Значи, уметници кои што се одржале со години, кои што се носат со времето, кои што секогаш секој нивни нов производ е нов и секогаш тие создаваат хитови. Сум го слушал доста и Майкл Джексон, и Стинг. Майкл е кралот. И сите тие некои такви ликови, да. А од старите македонски пејачи? Од старите се знае, значи антологија се Александар Сариевски, тие се забетонирани, запишани со златни букви во македонската традиција. Александар Сариевски, Кирил Манчевски, Јонче Христовски, Бадев секако. Но тие биле за нивното време. Денес живееме во едно друго време. Не можете вие да кажете денес на девојката ќе одам со коњот, ќе дојдам, ќе те земам, па по сокаците. Денес веќе нема ниту сокаци, ниту коњи, денес има. Светот е отиден во друга насока и сега треба да му се најде на фолкот одредено пристојно место каде што ќе мири со традицијата, ќе се даде тој македонски дух, меѓутоа ќе биде во тек со денешното живење. Многу си скромен. Кој е твоето мото до гледачите на Мастрав Муавет? Да си ги почитуваме своите вредни луѓе во нашата средина од кај што потекнуваме и не мора само од својата средина, него општо да ги почитуваме сите успешни македонци во било која сфера, без разлика дали се спортисти, дали се гостители, дали се музичари, дали се не знам што, да се гордееме со нив, да не бидат плукани, да не им се гледа негативната страна, бидејќи нема човек со ниту една негативна, секој има некоја негативна страна, но штом некој успеал нешто, најверојатно има повеќе позитивни. Да ги почитуваме своите луѓе, да си ја почитуваме својата земја, каква таква, да се трудиме да ја правиме поубава, а не да ја негираме, не да ја, ако нешто е скршено, ние да го докршиме, него да се потрудиме тоа што е скршено, ако ништо друго да го поправиме. Ако не може да купиме ново, барем да го или да не го докршуваме. Така да бидеме едноставно малку подобри граѓани, посовесни и покултурни. Јас би ти посакал тебе пред се многу здравје. Добро. Би ти посакал повеќе слободно време, да уживаш во животот. Ќе ти подариме едно вино од нашите спонзори Сковин, да си го пиеш на раат, да уживаш во него. Благодарам многу. Фала многу. Ти благодарам за тоа што беше наш домаќин денеска. Одлично си поминавме, уживавме во музиката, а на гледачите би им препорачал да уживаат во животот, да бидат позитивни и да гледаат Мастрав Муавет и да не следат до следното издание.